Денес ви посакуваме добро утро од хемиската лабораторија за испитување на квалитет на вода при јавното претпријатие Водовод и канализација. Верувам дека ова вклучување на лице место ќе го задржи вашето внимание со оглед на тоа дека ќе кажеме интересни информации и се разбира важни информации во однос на дали е безбедна водата за пиење во Скопје, што покажуваат последните резултати, но верувам дека и самата атмосфера ќе придонесе за тоа со оглед на тоа дека ќе кажеме нешто повеќе за тоа како се испитува самиот квалитет на водата во оваа лабораторија. Ово утро заедно со мене е госпогица Емилија, на која што ќе ни објасни подетално околу оваа тематика. Да и посакаме добро утро. Добро утро и на вас, добро дојдовте кај нас. На самиот почеток веднаш ќе прашам што покажува неделниот лабораториски извештај во однос на квалитетот на водата. Неделниот извештај покажува дека сите испитани примероци кои што се донесени во нашиот сектор се исправни и одговараат на правилникот за безбедност за вода за пиење. Може ли да кажеме во однос на самото испитување на квалитетот на водата? Напоменав на нашите гледачи дека се наоѓаме во хемискиот дел, но имаме и микробиолошкиот дел. Како се врши самото испитување? Колку вработени работат на целиот тој процес? Значи вака, во секторот се состои од 3 лаборатории: хемиска лабораторија за питки води, хемиска лабораторија за површински и отпадни води и микробиолошка лабораторија. Во склоп на секторот имаме една екипа теренска која што оди секој ден на терен и ги зема примероците од одредени мерни места во градот Скопје и околината на градот. Значи, секојдневно се земаат примероци, се носат во секторите и понатаму се испитуваат во однос на физичко-хемискиот состав и микробиолошкиот квалитет на водата. Каде, во која лабораторија повеќе се поминува времето, така да прашам, во однос на самото работење, односно проверката на квалитетот на водата? Па вака се, во однос на примероците кои што се носат, различни се пристапите и методите кои што се испитуваат, со тоа што за една хемиска анализа да биде готова, отприлика ни е потребно еден работен ден, додека по класичните методи за микробиолошката анализа ни е потребно 48 часа, но доколку имаме и потреба, тука ни е и ПСР техниката со која што располагаме, па имаме и податок за отприлика 4 часа за микробиолошката исправност на водата во градот Скопје. Така да граѓаните не мора да се грижат, секако ние стоиме позади квалитетот на водата со која што се снабдува градот Скопје. Ете, во однос на ова прашање, дали може би имате и соработка со Институтот за јавно здравје? Да, имаме, со тоа што постојано комуницираме со колегите од Институтот за јавно здравје, соработуваме во однос на стандардот ISO 17025, поради тоа што сме ние акредитирана лабораторија, акредитирани се истите, па организираме заедно меѓулабораториски споредби кои што се во согласност со стандардот ISO 17025. На самиот почеток напоменавме нешто кратко за неделниот извештај, односно што покажа последните информации. Сега во однос на тоа, напоменавме дека водата е безбедна за пиење, но кои се оние најчести заблуди кои што ги имаат нашите сограѓани според вас во однос на водата од чешма? Па најчести заблуди, вака би кажала дека водата која што излегува од чешмата кога е бела, дека тоа е хлор. Во суштина тоа не е хлор, туку тоа се заробени миурчиња во внатрешноста на цевководниот систем и тоа се решава со едноставно испуштање на водата од славината и тоа е привидно во моментов ќе се изгубат миурчињата и инаку хлорот, водата во Скопје се хлорира, поради тоа што не е законска обврска, меѓутоа хлорот не е бел. Некои други заблуди со оглед на ова дека навистина беше интересно и верувам многумина ќе се пронедат, дали може би има некои други заблуди за кои сте слушнали? Па најчестите заблуди се тоа, други заблуди има во однос на тврдината која што ја има дека е небезбедна. Водата која што доаѓа во градот Скопје од изворот Расче, кој што е карстен извор, по својот состав е карбонатен извор и водата е со средна тврдина, меѓутоа тоа не значи дека не е безбедна и здрава за пиење. Во однос на самата вода, пред самиот крај ќе прашам и колку водата од чешма е многу поквалитетна од флашираната вода? Секако дека е поквалитетна поради тоа што е поконтролирана. Значи ние секојдневно земаме примероци и го гарантираме и стоиме позади квалитетот на водата која што е во градскиот водоснабдителен систем.
Додека од друга страна водата која што е пакувана не е толку контролирана и не можеме да знаеме со сигурност што све може да содржи. Значи вака пластичната амбалажа секако е понебезбедна поради тоа што содржи бисфенол А кој што е хормонски прекурсор, понатаму содржи ПФАСови кои што се многу штетни по човековото здравје, по голема содржина на фосфати и секако винил хлорид, односно нанопластика. Пластиката е нешто што е неизбежно и е штетно по човековото здравје и во тој контекст би можела да кажам дека побезбедна е стаклената амбалажа во однос на пластичната амбалажа. Тоа веќе не е подобра опција доколку ни треба некада вода доколку сме на пат и слично. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да имаме едно вклучување на лице место токму од оваа лабораторија. Ви благодарам и јас, секогаш сте добре дојдени. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека уживавте во овој разговор и дека сите информации беа корисни и добро дојдени за вас.